Вести на Канал 8, добро дојдовте. Локалната самоуправа на Зрновци ја почна постапката за реализација на 3 капитални инфраструктурни проекти, за кои објави јавен повик за избор на изведувач. Обезбедени се околу 9,5 милиони денари за изградба на тротоар на влезот во Зрновци, преграден ѕид на Морошка река и резервоар за водоснабдување во Видовиште. Општина Зрновци ја почна постапката за 3 инфраструктурни проекти што беа најавени кон крајот на минатата година, а се однесуваат на 3 населени места. Објавен е јавниот повик за избор на изведувач за изградба на тротоарот од влезот на Зрновци до излезот кон Мородвис, потоа за изградба на преграден ѕид со зафат на Морошка река, како и за изградба на резервоар за водоснабдување во Видовиште. Финансиската конструкција за 3 капитални проекти е веќе изготвена и обезбедени се 5,5 милиони денари за изградба на тротоарот. За преградниот ѕид на реката во Мородвис планирани се околу 2 милиони и 200 илјади денари во бруто износ, додека за изградбата на резервоарот за вода за пиење во Видовиште планирани се нешто повеќе од 1 милион и 700 илјади денари, исто така во бруто износ. Со изградбата на тротоарот во Зрновци, локалната самоуправа ќе подобрува прегледноста на сообраќајниот влез, со што ќе обезбеди поголема безбедност за граѓаните и учесниците во сообраќајот. Делницата на која ќе се работи се протега од административниот влез на Зрновци до излезот кон Мородвис во близина на поранешен Руен. Изградбата на преградниот ѕид со зафат на Морошка река пак ќе биде веднаш на целото Мородвис во близина на постојниот резервоар за водоснабдување. Главна цел на овој инфраструктурен зафат е да се обезбеди вода за наводнување и да се обноват двете селски вади. При тоа ќе се акумулира одредена количина вода во реката, која во летниот период пресушува, а предвидено е и уредување на околината на мини акумулацијата во рекреативна површина. Во Видовиште пак минатата година беше поставен нов цевковод со пречник од 125 мм, а со изградбата на новиот резервоар за вода од 60 кубни метри, заедно со постојниот од 90 кубни метри, ќе се обезбедат доволни количини вода за пиење, особено во летниот период. Рокот за пријавување на јавниот повик за избор на изведувач на градежните работи на 3 инфраструктурни проекти трае до 15 февруари. По потпишувањето на договорот со најповолниот понудувач, тој ќе има обврска реализацијата на 3 локации да ја комплетира во рок од 60 дена, откако претходно ќе добие соодветна документација од локалната самоуправа на Зрновци. Министерството за економија годинава ќе додели 3555 ваучери во вредност од по 18.000 денари. Ќе можат да се искористат за одмор во домашни туристички капацитети за работниците чии месечни примања во семејството не го надминуваат нето приходот од 50.000 денари. Јавниот повик ќе биде објавен в понеделник, а право на учество имаат сите физички лица кои ги исполнуваат условите поради ниските семејни примања. За оваа мерка, согласно програмата за поддршка на домашниот туризам, обезбедени се средства во износ од 64 милиони денари. Потврдата за одмор на работници со ниски приходи ќе може да се искористи од моментот на добивање до 30 јуни 2024 година и од 15 септември до 1 декември 2024 година од страна на Министерството за економија. За учество по јавниот повик, работниците со ниски приходи, баратели до Министерството за економија треба да достават документи кои не се сложни и претходните години веќе имаме искуство со такви документи и тие ќе бидат објавени и во веб страната на Министерството за економија и во весниците согласно законот каде што треба да бидат објавени. Затоа би сакал да ги повикам сите граѓани, посебно работниците со ниски приходи, во понеделник, значи да ги следат објавите од страна на Министерството за економија, кои од денеска во делот на условите што треба да ги исполнуваат во социјалните мрежи и во нашата веб страна ќе бидат објавени. За учество на јавниот повик, заинтересираните граѓани до Министерството за економија треба да достават барање што ќе може да се најде на веб страницата или пак во архивата на Министерството. Исто така треба да се достави и потврда од работодавецот за висината на исплатената плата и извод од банката за последните 3 месеци за подносителот, како и за членовите на неговото потесно семејство.
Освен тоа, треба да се достави и потврда од Агенцијата за вработување со која се докажува дека членови на потесното семејство не се вработени, а за оние кои се на возраст над 18 години и се средношколци или студенти, треба да се достави потврда од образовната установа. Покрај тоа, барателот има обврска да достави и фотокопија од личната карта, како и извод од матичната книга на родените за него и за членовите на семејството. Општинската организација на Црвен крст од Виница го донесе планот за работа за 2024 година. Приоритет во активностите ќе има продолжувањето на успешниот тренд во крводарителството, зашто предвидено е да се спроведат вкупно 14 акции, како и 15 мотивациони едукативни работилници. Општинскиот Црвен крст од Виница го донесе годишниот план за работа за тековната година, во кој се предвидени поголем број активности во кои ќе се вклучат членовите, како и 40 најактивни волонтери во организацијата. Еден од главните приоритети и годинава ќе има одржувањето на позитивниот тренд и унапредувањето на крводарителството во општината, која е лидер во државата во поглед на овој вид хуманост. Според планот, предвидено е да се организираат 14 акции за доброволно крводарување во просториите на организацијата, како и во средното училиште и организациите на локално ниво. Од овие акции се очекува да се соберат околу 1300 крвни единици. Дополнително, ќе се одржат и 15 едукативни мотивацијски работилници за мобилизирање и регрутирање нови 100 млади крводарители. За унапредување на крводарителството, како и за врснички едукации за борба против зависности и против врсничко насилство, од Црвениот крст побараа поддршка од локалната самоуправа на Виница. При тоа, на последната седница на Советот беше дадено и образложение за потребата од финансиски средства. Анализата од сите сесии што ги одржуваме заедно со психолозите, педагозите од школите и директорите, провисува се дека е посебно значајно на младите од адолесцентна возраст, 7-8 години да вршиме вакви едукации. Ние во последните 3 години го следуваме на минимален број по избор на околу 20 до 30 младинци. Меѓутоа, пожелно е да се опанат сите од сите основни училишта и многу по-друго чувството и влијанието кај младите кога го работат младински едукатори, кои се нивни врсници или година-две постари, па се послободни да кажат дека сум имал додир со алкохол, со цигари, со тоа, ми било поне сум пробал, не сум пробал другото, аналогно на тоа и заедно со психолозите и педагозите се донесува заклучок за да може заедно со политиката станица, со инспекторот за превентива и другите волонтери што ги имаме да работиме на превенција против зависност. Сметаме дека треба да се подиgne тај број на малку повеќе, за тоа дел од средствата сакаме и на овие проекти на младите да подкрепиме. У секој случај мислам дека е позитивно и треба да го одобрите финансовото давање. Покрај крводарителството и едукативните работилници, во годишниот план за работа на Црвениот крст е и реализацијата на активности од здравствено-превентивната дејност, за кои се предвидени 20 работилници и други форми на едукација на населението за одделни здравствени проблеми, како и 3 акции за бесплатно мерење шеќер во крвта и бесплатни лекарски прегледи. Исто така ќе се спроведат активности од социјално-хуманата дејност, обезбедувањето прва помош, како и од проектот Црвен крст во акција промоција на хуманите вредности. Советот на општина Виница даде согласност поддршката за активностите на Црвениот крст да изнесува 120.000 динари, што е во рамки на финансиските можности на буџетот на локалната самоуправа. Дваесетина деца на загинатите припадници на безбедносните сили од конфликтот во 2001 и од нападите во Куманово се наоѓаат на 7-дневно зимување во рекреативниот центар Пониква на Соговските планини. Сместени се во одморлиштето на Министерството за внатрешни работи, кое ги покрива трошоците за нивниот престој, како и обуката за скијање и останати слободни активности. Со нив на зимска обука се и дел од припадниците на специјалната единица, а ги посетија дополнителниот заменик министер за внатрешни работи Митко Бојмацалиев и директорот на Бирото за јавна безбедност Сашо Тасевски. На заедничкиот ручек дополнителниот заменик министер
го изразил своето задоволство што ова дружење со децата на загинатите припадници на МВР прераснува во традиција, на која имаат можност да разговараат за сите актуелни прашања што се од важност за нив. При тоа, дополнителниот заменик министер Бој Мацалиев уште еднаш ги уверил дека во раководството на МВР имаат искрени пријатели, чие партнерство и пријателство продолжува и се унапредува преку Сдруженијето Херои на Македонија 2001-2015. Бој Мацалиев и Тасевски потенцирале пред присутните дека секогаш се тука за децата и семејствата на загинатите припадници на МВР со целосна поддршка во рамки на законските можности и надлежности позитивно да одговорат на нивните барања и потреби.